господин Симиш Ивановски, можеби инфраструктура како област некогаш најважна тема и прв приоритет на владата, кога се градеа на вистина илјадници километри патишта, денеска сосема спротивно, од прв приоритет, можеби последен приоритет, каде што тотално не се работи ништо, напротив стана предмет на исмивање со оние чучеци и се останато. Се сеќавам на изјава на Зоран Заев од своите предизборни ветувања, рече дека ќе направи од Делчево до Охрид да се стигало за нешто помалку од 3 часа, но очигледно мислел на патување со хеликоптер како што знае да лета. Настрана од шегите, сериозна е ситуацијата, нема никакви инфраструктурни проекти, се сеќаваме сите на оние ветени 600 км автопат, експресни патишта, 550 км магистрални и регионални патишта, но тоа ништо не видовме. Каков е вашиот поглед кон овие работи? Видете, времето е на добар показател да покаже после некој одреден период дали нека реформа, нека програма била правилна, неправилна, дали била вистината или не била вистината, инаку во 2016 година она популарна програма за живот, како им се викаше на СДСМ, беше доста симпатична да почита обичниот граѓанин, каде што ветува неверојатни изградба на 600 км автопатишта, експресни патишта, 550 км магистрални регионални патишта, околу 1000 км локални патишта. Потенцирам, од аспект поради тоа што манипулираат со бројките, стануваше збор за 1000 км локални, 550 автопати и 600 магистрални регионални изградба, односно непостоечки, сега да бидат постоечки. Тие што горе-доле разбираме таа проблематика, сваќаме дека тоа е нешто неверојатно да се изведе, тоа е неверојатно да се проектира. Како еден пример зашто е да се проектира неверојатно, ќе кажам автопатот Гостивар-Кичево, кој што за пошироката јавност не е многу популарен поради тоа што не се ни изведува. Именно тој е ветен автопат од страната на СДСМ, меѓутоа никако ВМРО ДПМН почнавме да го проектираме некаде во 2016 година. Тој автопат е поделен на 3 делници. Првиот е од Кичево до Бокојчани, потоа Бокојчани Горна Ѓоновица Гостивар, каде што од 2016 година до сега само тој дел што почнавме да го проектираме, тој дел е завршен. Значи во 5 години не успевате еден автопат да го проектират, а да не говориме за изградба на 550 км автопати и експресни патишта. Не смеам да скокнам темата Кичево Охрид автопатот, иако е премногу често говорена, премногу често дискутирана и премногу често има негативни реакции. Се соочуваме со уште еден анекс. Анексите кои што ги добивме од оваа влада од СДСМ се исклучува по два основи. Или зголемување на вредноста на чинење на овој автопат, или вториот основ пролонгирање на рокот. Веќе јасно ги бројам, и тоа верувам дека министрите на СДСМ не ги бројат на анекси, меѓутоа ќе кажам дека од приближно 411 милиони евра проектирани за овој автопат од 57 км стигнуваме до 800 милиони евра. Имаме една трагична ситуација која што се случи во Косово и во Албанија со еден автопат, каде што од 300 милиони стигнаа до 1 милиарда и 100 милиони, дека стигнуваме од 375 или со првиот анекс 400 милиони до 800 милиони. Како вели Почварски, па неговиот претходник Сугаровски, 300 машини на терен, 600 машини на терен, оператива од 500 луѓе, и тоа е се во ред, меѓутоа не може да толкава механизација и људство да не даде производ, да не гледаме автопат, да не гледаме виадукти, мостови или било што. Така да ќе кажам неки по 7 години од почетокот на автопатот, каде што во првите 3 години ВМРО ДПМН стигна до 50%, за 4 години СДСМ има само 10% прогрес во овој автопат. Значи во моментов Кичево Охрид е завршен со околу 60%, а зголемен за 400 милиони евра. До сега не знаеме што понатака ќе направат, и најновиот рок кој што и сами не веруваат веќе е некаде 2024 година за завршување. На сето тоа, наместо да го форсираме најголемиот центар за туризам Охрид и Струга, да тамо ги привлекуваме туристите, па дури и странските туристи, ние дадовме бесплатни патарини, што е добар гест како држава кон нашите пријатели до Србија и голем како држава, голем пријател, меѓутоа ги насочуваме да транзитираат низ Македонија, а не да завршуваат во Македонија и да нивните средства наменети за рекреација завршуваат во нашиот буџет. Потоа ќе се надоврзам на уште еден автопат, тоа е автопатот од Блаце према Косово до граничниот премен, односно Скопје Блаце, 12 км.
Дури после 4 години ги започна оние први 1,9, односно од косовска граница према селото Блаце. Проект направен во 2002 година, не успеа во тоа време ни да го ревидираат, има проблеми со тунелите, со вентилација, со заштита од пожари, со евакуација, меѓувремено се појавија нови капацитети индустријски, мора да има дислокација на самата траса, ревидирање на проектот, нови гробишта има на самата траса, колку да звучи како што звучи, тоа е вистиното, тоа мора да се тргне настрана, 120 милиони евра за така мала траса во должина е скоро и неверојатно, па не ги ни прават. И тоа почна лани пред претходното лето и продолжуваат понатака. Се друго што е во областа на ветувања, еве 4 години останавме на празно, друг автопат не се прави или да сумирам, 0 километри автопати потекнуваат органски изворно СДСМ, односно нивни проект, нивни обезбедени средства финансиски или нивни министар за финансии задолжување за кредит за изградба за првиот километар на автопат до сега се нема случајно за жал, инаку во бројки првиот ќе финиширам за Кичев Охрид, првиот анекс беше 189 милиони евра, вториот сега еве 200 милиони евра и стигаме до фрапматна сума. Да, за жал, граѓаните веќе на шега тераат работата, кажуваат дека има бројни машини, бројно луѓство кое што работи на автопатот Кичев Охрид, но очигледно е дека не излегли од своите канцеларии, не станали од своите фотели, или пак можеби не знаат да бројат, не знам што е проблемот, но таму може да се забележи дали и една машина која што не е во функција, а не може да се забележи ниту чувар кој што има на таа делница, така да очигледно дека не се помрднува работата. Очигледно и дека не може да отворат еден автопат повеќе од година дена кој што е завршен, тоа говорам за Миладиновци Штип, имаше сериозен застој за да не можат граѓаните да патуваат и она фамозно отварање со чочеци на Демиркапија Смоквица. Тоа е за жал тажната реалност во Република Македонија. Сега би сакал да преминеме на една друга актуелна тема. Изминатиот период е актуелно дека иако железничката инфраструктура и транспорт навистина пропаѓа, како и се останато во држава, за жал менаџментот таму набавува нови возила кои што се прилично луксузни и скапи, што е несвојствено за една институција која што е во долгови пропаѓа. Каква е ситуацијата во македонските железници и транспорт изминатите 4 години? Ке се фокусирам на тоа, добро да имаме целата слика. Овие 4 години во регионот имаме сериозни поврзувања автопатски и железнички. Моментално додека ние разговараме за запалени возови и за скапи возила луксузни за директорите на железници и инфраструктура, од Белград до Будимпешта, ако се стигало за 8 сати, сега со ултра брзи возови ќе стегнуваме за 3 сати, кои што гравитираат со 200 км на час. Додека ние говориме за стари возови од 50 на години кои што не се способни да ги барем држат колку толку во некоја кондиција на движење, веќе од Атина до Грција се стига со исто ултра брзи возови од 200 км на час, каде што е предвидено да има и транспорт на стоки, поврзување кон Европа, и ние остануваме едно слепо црево на оваа конексија која што доаѓа од Европа до големото пристаниште во Атина, да не сме мрднале. Коридорот 8, нема да го спомнувам, изградбата поради тоа што е излишно се каже било што да после 4 години Белјаковце Крива Паланка, Команово, е целосно застанато со изградба. Инвеститорот од Германија кој што изведувачот кој што изведуваше оваа траса го напушти теренот, значи остануваме без изведувач, остануваме со коре-доле започнати работи, меѓутоа тоа ќе трае години, да не кажам и декади. Големите критики за оние кинески возови кои што ВМРО ДПМН ги набави претходно испаѓаат излишни. Секој од тие возови поминале минимум 700.000 километри и се единствените во моментов во кои што железници го подпира своето постоење. Дури толку многу не ги одржуваат што тие се со 2 дизел мотори. Возови кои што само еден е во функција, оние стари возови почнаа се запалуваат. И тоа е едноставно. Немање желба да се постигне нешто, тука и Борко Ристовски, он знае како спортист дека ако сака се направи нешто со силно вложување, со голема желба и континуитет се одржува, така и овие возови кои што им се стари може да ги одржуваат подолг временски период, меѓутоа гледаме дека имавме 2 запалени возови само во последниве 20 на дена и овдека прогрес немаме, туку наспроти
се погласни се шпекулации дека СДСМ сака да продаде македонски железници и согласно тоа пробуваат да ги намалат вредностите на нови Се сеќавам возови. дека имаше возови кои што беа насловени од типот на Горбачов, бидејќи биле донации од самиот лик во своето делување, така да тоа е навистина историска вредност може би имаат веќе тие возови, не се настрана од нивната функционалност која што веќе полека попушта и како што рековте се пала. Сосема на крај накратко, бидејќи се ближат локалните избори, има ветување дека ќе направат 1000 километри асфалт, ќе постават низ општините во локалните единици на самоуправа, така да ме интересира докаде тој проект. Знам дека тотално ништо не се случува, но вие ги имате прецизно податоците во однос на тој дел. Видете, пред да се разговара за правење на улици, треба да се разговара за санација на дупки. Не само во Скопје, туку во било која општина во Македонија, дали било кој граѓанин од било која општина, почнувајќи од Скопје, видел во овие 4 години санација на ударни дупки. Дали ги видел оние малецки машинчиња за гребење на асфалт каде што се затвараат дупките, не се случува. Така да 1000 километри остануваат само во програмата. Имаме еден лажен пиар на реконструкција на улици, поготоа тоа е карактеристично за Петар Шелегов и град Скопје. Односно, човекот доаѓа на работа и работи дел од тоа што му работи. Тоа се вика санација на дупки, што не го работи, и реконструкција на улици. Реконструкција на улици е еден вид на, ако некој електричар смени сијалица. Тоа е она што е, тоа е она дефолт, тоа е основното и тековното. И сега доаѓаат со пресконференции на почеток на градежни работи, доаѓаат пресконференции на средина, на увид во работи, дење, ноќе, како и да е, така да немаме ништо. Кружни текови на 2 ката немаме, пробивање на денска со Ѓорче Петров во град Скопје немаме. Гасификација на град Скопје, што го ветија сите општини, СДСМ дека се случи веќе во 2021, во 2019 година, а сега сме 2021, се нема случајно. Отфрлањето е на сите можни нива во цела држава, почнувајќи од град Скопје во локалната самоуправа.